Денес сакам да зборувам за нешто што првпат планирав да зборувам за Светата вечера. Значи, меѓутоа тогаш па се случи оној настан на аеродромот во Тел Авив со црвените јуници, значи пред Светата вечера, и тоа за мене беше многу поинтересно како апокалиптична тема. Предизвик голем, да. Будно следам се што се случува во светот на апокалиптична, на тема апокалиптични настани. Настани врзани со последните пророштвата за последното време, пророштвата од Даниел и Откровение посебно, иако не се само тие книги, целата Библија и на многу други места зборува за апокалиптични настани. Зашто пак наместо тоа планирав да зборувам? Пред некаде месец дена, тоа беше на 10 септември, кога го водев утренското богослужение тука, кога мнозина од вас бевте отсутни, во воведните зборови, што ги читав за таа сабота предпладне, забележав една реченица, која што сега сакам да ја повторам. Ке го прочитам само пасусот, предпоследниот пасус, со кој што завршува материјалот за воведните зборови на богослужението. Пасусот, целиот пасус вака гласи. Апостол Павле не бил глумец, ниту лицемер, кога себе си се сторил роб на сите, за да придобие повеќе души за Бога. Бог е тој кој прави во нас да бидеме се за секого и ни дава поттик да осведочиме што повеќе души за спасението што им е понудено. Точка. Значи, тоа е целиот пасус. Што во овој пасус представуваше предизвик за мене да сакам да зборувам цела една тема на тоа, за тоа. Тоа е последниот збор што го прочитав. Забележавте кој беше последниот збор од пасусот што го прочитав? Сега ја прочитав само втората, значи последната реченица. Бог е тој кој прави во нас да бидеме се за секого. Значи, контекстот е она што вели апостол Павле, јас за јудејците бев јудеец, за грците бев грк, за македонците бев македонец, за илирите бев илир, за римјаните бев римјанин и така натаму. За кинезите кинез. Тоа можеме да си го додаваме колку сакаме. Бидејќи суштината на неговата мисла е тоа. За секого, и самиот вели, за секого станав се. За секого станав се. Само за да ги придобием за Христа. И сега коментарот од саботната школа вели дека Павле не, кога ги кажува тие зборови за евреите бев евреи, за грците грк, тој не сака да каже јас глумев за да ги излажам некако. Јас глумев дека сум грк. Јас глумев дека сум јудеец, значи демек јудејците што не веруваат во Христа, што се антихристи, што го отфрла Христа, демек глумев и ја како да сум таков. Не. Кога Павле ги кажува тие зборови за едните, за овие бев тоа, за другите бев тоа, значи како нив, тоа не е глума. Да, значи, да се поистоветиш со некого, да покажеш солидарност, нели? Во таа смисла, тоа не е глума. Еве ќе ви кажам пример. Постои еден пример
според кој за време на Втората светска војна, мислам дека во Холандија станува збор, ако добро се сеќавам, кога во некој ресторан, да речеме, значи јавно место, но каде што се јаде, се пие, во еден ресторан влегуваат нацистички војници и нивниот шеф заповеда сите што се евреи во ресторанов да излезат да го напуштат местото, бидејќи евреите се кучиња, тие немаат право да јадат и да пијат со вас заедно со холандјаниве во ресторанот. И знаете што се случило? Сите излегле, да. Сите холандјани, имало несомнено и некој евреин меѓу нив, но сите излегле. Да, зошто? Зато што во тоа време, за разлика од денешната Содомија нивна, во тоа време тие генерации холандјани се уште биле протестанти, се уште имале вистински христијански дух, карактер, вредности и така натаму. И сега може да поставим прашање, дали холандјаниве глумеле дека се евреи? Не, значи, да покажеш солидарност не значи дека глумиш. Тоа е искрено, тоа е многу искрено чувство. И повеќе од чувство, тоа е принцип, се поистоветувам со него. Значи, го земам неговото место. Или со самата солидарност е толкова како помош. Ја зајакнувам и неговата позиција. Значи, да не се осетат оние што се стварно по потеклу евреи, да не се осетат сами малцинство. Еве, сите ние сме евреи. Сите ние сме црнци, сите ние сме ова, било што, со што би сакале да се солидаризираме. И целта е, за да апостол Павле кога вели со јудејците бев јудеец, со грците грк, за да ги придобијам за Христа. Но да довршам реченицата. Бог е тој кој прави во нас да бидеме се за секого. Значи, коментарот од саботната школа, од одделението за саботна школа, е дека тоа чувство или принцип не е нешто, не само што не е глума, туку и не е нешто човечко. Тоа е Бог го прави тоа. Значи, тоа што го направиле холандјаните во ресторанот, Светиот Дух ги потикнал тоа да го направат. Сега некој ќе рече дека може да најдеме такви примери и во било каде и денес во световниот живот, но ако се работи за правда, ако се солидаризираш заради правда, за помагање на послабиот, на угнетениот, значи она што Господ го љуби, правда, милост, тоа е од Господа. Се разбира, постојат и лажни, чисто грешни човечки солидарности. Пример, се солидаризираш со нека партија, со нека идеологија, политика или со LGBT или... Значи, да, постојат разни човечки, да, или бугарите, не знам што, здруженија, политики, не, но кога се работи за праведност, кога се солидаризираш за правда, заради нечија правда, тоа е од Господа, тоа е од Светиот Дух. Бог е тој кој прави да бидеме се за секого и ни дава поттик да сведочиме што повеќе души, да ги осведочиме што повеќе души за спасението што им е понудено. Проблемот е што во оваа реченица, последниот збор понудено, спасението го сваќаат, се уште, повеќето адвентисти спасението го сваќаат како нешто што е само понудено. Но спасението не е понудено, спасението е веќе подарено, дадено. Или да, тука читавме постигнато.
Да прочитаме еден текст, ќе прочитаме неколку текстови, мислам имаме време. Почнуваме со Римјаните 8 глава. Послание до Римјаните 8 глава. Во оваа славна глава, инаку, од почеток до крај, Павле кажува брилјантни мисли, но ние немаме време за сите нив. Но почнуваме со славните зборови од 31 стих. 31 и 32. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, тогаш кој ќе е против нас? Никој. Кој ќе биде против нас? НАТО пактот дали може да биде против нас, ако е Бог со нас? Русија, Кина, БРИКС, МИКС, Евроазија, како ли се викаат, па тие. Можат ли тие да бидат против нас, ако е Бог со нас? А тие заедно да се обединат со НАТО пактот и заедно против нас, може ли да бидат, ако е Бог со нас? А со сегјаволот и другите вонземјани, сојузниците на НАТО пактот, вонземјаните, ако тие се соединат со сите нивни војски и сили, можат ли тие да бидат против нас, ако е Бог со нас? Не може. Зошто? Затоа што Бог е бесконечност. Во математиката, бесконечност. И сите воспоредени со бесконечноста се шо? Како нула. Колку да е голема конечната вредност, воспоредба со бесконечноста е нула. Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас, сите. Зарем нема да ни подари со него што? Стихот вели се. Во Исуса Христа, Бог Отецот нам не ни понудил. Ни подари се. Што се опфаќа ова зборче од две букви? Се. Значи, се што имаме, телесни, духовни благослови, секоја радост, секоја веселба, секој благослов во животот, од почеток, од раѓање до крај, било што да ви текне, сето тоа го должиме на Христа. Сето тоа ни е дадено заради Христа. И како што рече покојниот мисионер Роберт Виланд, гробот и смртта, тоа е единственото што ни следува по заслуга. Тоа е она што сме го заработиле. Сето друго ни е дар. Сето друго е благодат. Што значи тој збор? Благодат. Што значи благодат? Дадено ти е некое благо. Кој е тоа благо? Христос, а со негово пакет иде што? Све. Вечен живот, вечна младост, спасение, воскресение. Што друго? Се. Да не се мачи да набројува што се не е. Затоа и напишал се. Како што вели една мисла, се што е, не знам кој прв ја рекол во христијанството, се што е соединето со Бога, спасено е. Бидејќи Бог е вечен. Енох се дружал со Бога. И што се случило? Станал како и с ким си такав си, нели?
се дружел со Бога. Каков е Бог? Вечен. Што станало со Енох? Вечен. Знаете, во Еноховата во книгата за Енох, не знам дали е тоа точно, се разбирам, имам резервираност кон вон библиски книги. Книгата на Енох заедно со Мојсеевото вознесение и тестаментот на 12 патриарси спаѓа во класата, и некои други, спаѓа во класата, не се класа на апокрифи, туку класа на еврејска апокалиптична литература. Но и тоа не влегло во канонот на Библијата, што значи не сум сигурен што е точно. Апостол Јуда го цитира, ја цитира книгата на Енох, кога го цитира Еноха, што вели: ете, доаѓа Господ со илјадници своји свети, да им суди на сите. Но тоа не значи дека се што е напишано во книгата на Енох е точно, само затоа што апостол Јуда цитирал нешто од таа книга. Како и да е, сакав да ви споделам една интересна занимливост, не знам дали е точна и колку е точна, но според книгата на Енох, Енох бил толку близок со Бога, што некои демони побарале од Еноха, замислете, се појавува ѓавол, демон. Да, врски кај Бога, побарале од Енох да посредува, те моли го да не прими назад. Така нешто. Не мора да е вистина, значи, не знам. Но со тоа сакам да кажам колку Енох бил доживуван, дека е он близок со Бога. Во Христа Исуса Господ ни подари се. Голема мисла, длабока мисла, страшна мисла. Да се подсетиме и на Римјаните 5 глава, бидејќи бевме кај 8 глава, да се вратиме малку поназад. И денес во поуката стана збор за смртта, која што преку еден влезе смртта, нели? 5.12, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта. По таков начин и смртта премине на сите луѓе преку еден човек. Кој беше тој едниот? Адам. Кога Адам сгреши, смртта, сите негови потомци, иако се уште не беа родени, кога Адам сгреши, целото човештво стана што? Смртно. Зошто? Па зашто Адам е станал смртен. И смртниот какви створенја може да роди? Смртни. Значи, каква е неговата природа, такви се и поколението, односно потомството, не може да биде поинаку. Природен закон. Но, како ја завршува оваа глава апостол Павле, за да не ги читаме сите помеѓу, сите зборови помеѓу. Пример во 18 стих, од 18 до последниот 21. И така, како што преку еден престап, доволен бил само еден престап, првиот Адамов престап. Како што преку еден престап дојде осудувањето на сите луѓе, или осудата дојде за сите луѓе, или проклеството, така и преку праведното дело на еден, а всушност, бидејќи тоа било последното праведно дело, кога Христос се принел на жртва на Голготскиот крст и издржал до крај, без да се симне од него, наспроти сите провокации, тоа ги подразбира сите праведни дела што тој ги направил, чим последното е тоа што се смета. Преку праведното дело на еден дојде врз сите луѓе оправданието кое дава живот. Значи сите луѓе што живеат го должат својот живот на Христа. Самото тоа што сме добиле шанса да се родиме, значи да живееме, значи дека преку Христа
Господ навистина ни подарил се. Нашиот досегашен земски живот спаѓа во тоа се. Да, бидејќи ако Христос не решеше да го спаси човекот, немаше нито да се роди, ке требаше Адам да биде погубен на лице место за своите гревови и немаше да има шанса да се родиме. Според истиот природен закон, ако дедо ми го убија пред да се роди татко ми, што ќе беше со мене? Да. Природен закон. Немаше да постоја. Продолжуваме. Тоа беше 18 стих. Зашто како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, така преку послушноста на еден мнозина ќе станат праведни, зашто сега тука не вели сите, бидејќи нема сите да станат праведни. Само оние што го прифаќаат и го ценат спасението. Но животот, тоа што сме се родиле, дури и до сегашниот живот, тоа не е случајност. Тоа е исто дар во Исуса Христа. Значи, кога Христос се придал на крстот, тој ни дарувал сето она што не зависи од нашиот избор. Сето она што не зависи од мојот избор, веќе ми е дадено. Значи, сум се родил затоа што никој не ме прашал пред тоа, не сум постоел, не може ни да ме праша, дали сум сакал да се родам. Значи, се што не зависи од нашиот избор, Господ го дал. Веќе го имаме. Сега од нашиот избор што зависи? Дали тоа животот сакаме да го задржиме до вечност, или сакаме да го избереме гревот и да се вратиме во небитие, односно во непостоење, и да бидеме уништени еден ден, како ѓубре, кое што треба да биде запалено, бидејќи смрди и пречи ја валка планетава. Тоа беше 19-тиот, сега 20-тиот, а при тоа дојде и законот за да се наголеми престапот, каде што пак се намножи гревот, таму благодатта се јавува во поголема изобилност, така како што гревот завладал со смртта, така и благодата да завладае преку праведноста за живот вечен, преку Исус Христос, нашиот Господ. Сега да не читаме еден куп други стихови, ке прочитаме само уште некои. Прво послание до Тимотеј 4:10. Прво послание до Тимотеј, 4 глава, 10 стих. Апостол Павле, пишувајќи му на Тимотеј, вели во 10 стих од 4 глава: затоа и се трудиме, и се бориме, зашто се надеваме на живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, вели овој текст, а посебно на оние кои веруваат. Значи, апостол Павле прво го нарекува живиот Бог спасител на сите луѓе. Кого го нарекува? Кого го подразбира под живиот Бог? Конкретно Исуса го подразбира. Тој е спасител на сите луѓе. Како тоа е спасител на сите луѓе? Сите луѓе се спасат? Кои го прифаќаат. Но зашто е наречен на сите луѓе? Зато што кога Господ решил да го спаси Адама, значи сите ние добивме шанса за живот, значи сите ние бевме спасени во минатото. Од што? Од тоа да Адам, нашиот прв предок, да биде погубен и да немаме никаква шанса ниту ние да постоиме како негови потомци. Значи, бевме спасени од нашето небитие, така да речем, од нашето непостоење. Но, да, значи, животот што го имаме, што сме се родили, значи, овој живот што го имаме, е Божји дар во Исуса Христа, платен со Христовата крв. Овој живот, досегашниот живот, не е некоја случајност. Туку спаѓа во тоа се. Дадено ни е, платено е со Христовата смрт. Сега, значи, Бог е спасител на сите луѓе, вели Павле тука, а посебно на оние кои веруваат, зашто тие кои веруваат, тие кои го ценат и прифаќаат спасението,
имаат тука посебност. Значи, тоа се избраните посебност. Посебно на оние кои веруваат, затоа што за оние кои веруваат, животот е каков? Вечен. За оние кои што веруваат и веруваат доследно до крајот, за нив тој дар, животот, продолжува бесконечно. За овие другиве, кои што може би поживееле некоја годинка, деценија, значи и тие вкусиле живот некаков, и тоа го должат на Христа, но штом решиле да не веруваат, да го отфрлат Евангелието и да мислат дека настанале од мајмуни и така натаму, и да се однесуваат како мајмуни, да продолжат да бидат мајмуни, тие за жал Господ нив им дал се, значи и цела вечност, но тие 99% враќаат и сака тука само едно мизерно 1% тука. Со тоа да се задоволат. Ја одбиваат цела вечност за да се задоволат со 5 минути во гревот. Која будалаштина. И би завршил со самите Христови зборови, моите најомилени на оваа тема, Јован 10 глава. Погодувате ли кој стих го барам? Животот. Се разбира. Животот. Тоа е 10 стих, 10. Јован 10 глава 10 стих. Само вториот дел. И јас дојдов за да имаат живот. И да го имаат во изобилие. Ова изобилие на што се однесува? На вечноста. Да го има. Значи, ја дојдов за да имате живот. И да го имате за секогаш. Не за мизерни 70-80 години. Па дури ни за 900-те и кусор на првите луѓе. Речи се 1000 години. Туку за да го имате во изобилие, да го имате за секогаш. И како што тоа го споредивме на времето со... Замислите, некој, последно време гледам и на Фейсбуци и го рекламираат, ги рекламираат Малдивите како туристичка дестинација. Таму некоја група островчиња во Индискиот океан. Мислам имаше една понуда, мислам за 10 дена некој, дали 9000 и кусур евра, така нешто. Ако добро се сеќавам. Сега. Дали е исто некој да ви понуди, да речеме некој богат човек или некоја фундација, некој Сорос Морос, да речеме. Дали е исто да ви понуди да поминете 30 дена на Малдивите, например, ама само да ви понуди. Не, он ви нуди во смисла, он ви ветува дека он ќе плати, дека он тоа. Само тоа се уште не го направил, туку ви го нуди. Сега, ако вие не го прифатите, се разбира, нема да ви го нуди за џабе. Има, американците велат, there is a catch. Има нешто што тој сака да го добие од вас. Прашајате, значи, дали е исто да ви се понуди такво нешто, или да добиете информација дека тој човек веќе ви платил, веќе е платено, аранжманот е цел платен, и се што треба да направите е да отидете таму. И сега,
Дали е исто да одбиете нешто што е веќе платено и направено за вас? Че Христос веќе ви обезбедил станови во Новиот Ерусалим. Бесплатно. За вас. Односно, све што треба да се откажеме е гревот. За да го примеме Христа. Бидејќи Христос и гревот не може да живеат заедно. Има нешто што треба да се откажеме. Но тоа што треба да се откажеме е оно што не кошташе живот на прво место. Тоа што ни штети. Тоа што ни е зијан. Тоа што ни е непријател. Тоа што ни, како што е смртта, ја доживуваме како непријател. Смртта не ја доживуваме како убаво нешто или како нешто, како да речам, како нешто нормално. Е нешто нормално. Па добро, се умира. Луѓето така и се изборат. Па сега се умира, сега има умирачка, она. И тоа е нормално. Луѓето го велат тоа, ама кога ќе им почне некој близок и сакан, не се однесуваат така. Го доживуваат како тежок удар и тежок како нешто што не го сакаат. Што множина дури како нешто што не требало да се случи. Па дури Господ е крив, зашто Господ е дозволи вакво нешто. Или и така натаму. Значи, луѓето, дури и неверниците, покажуваат со своето однесување, тогаш кога се искрени, дека ова не е нормален живот. Единствената нормала што постојала во животот на човештвото е животот на Адам и Ева пред да сгрешат, пред падот. И во таа нормала Господ сака да не врати сите нас, а не во 2019 година. Нека му е фала и слава вечно. Амин.